Пред секој избори, па и пред овие, граѓаните ќе имаат таа привилегија цел еден месец да уживаат во имагинацијата на кандидатите за градоначалници и да заборават каде живеат, благодарејќи на нивните големи планови и проекти, за кои дури по 4 години ќе имаат прилика да увидат до која мера биле веродостојни. Булеварот кој што завршува на паркинг кај влада ќе го продолжиме со 2 моста, 2 тунела под Кале и ќе излеземе на улица Никола Карев. Ние Скопјани ја знаеме како постичарска. Тоа што никој не може да го види не значи дека таа визија не постои. Потребно е да се отвори некоја специјална чакра со која ќе може да се влезе во паралелната реалност и да се констатира присуството на нешто за кое сите останати сметаат дека екзистира само во нечии глави. Еве, сега доаѓав навака, среќа што тунелот го пуштија под Кале, па поминав брзо. Ваквиот патернализам е до некаде разбирлив ако се има предвид заедничкото лигашко минато, но несфатливо е отсуството на привилегиран статус за членовите на долгогодишното друштво од кампањите, кои на сосема различен начин ја толкуваат воспоставената блискост. Навистина не можам да знам за кој Шилегов ме прашуете. За тој што ве нарече дека сте пријатели, очекува ваша поддршка. Можам слободно да кажам дека јас и он сме познаници, пријатели не сме. Ниту ќе ги добија моите гласови во вториот круг. За разлика од овие кои се очигледно незадоволни, има и такви кои веројатно себе си не се ни гледаат во улога на водачи, туку пред себе биле советници и по собствено признание. Се што ним им паднало на ум, им било исполнето. Дојде од еден вестник Ехо и ме праша што би смениле во градот Скопје. Јас набројав неколку работи, како би го поскапел паркингот на водно, за да не можат коли да се паркираат, за 2 недели све се направи. За толку краток период може да се направи некој инфраструктурен проект, ама ѓаволски е тешко да се изманипулира јавност. За разлика од оние факти кои се презентираат, не треба да се занемарат оние кои се познати, ама заборавени. Еден од тие факти е фактот Ѓорѓе Иванов. Да сум независен, да сум надпартиски човек, член и пред се тоа фактите го говорат за тоа што ниту имам членска книжка, ниту некогаш сум била член, ниту припадник на било која партија. И на крајот, ако низ бројките се преточува причината за избегнување на отелотворената политичка конекција. Тогаш на вистина не е јасно како деклариран член на елитниот клуб се обидува да се прави тоа што не е и пукајќи си во нога, да алармира дека неговиот избор како припадник на партија би предизвикал штета за еднината на градот кој се кандидира да го води. Куманово више не смее да биде бастион на ниту една политичка партија. Оти тоа е грешката. Тогаш постои одмазда, тогаш постои нешто што се вика уназадување. За државата, за општините и за градот, за нивниот развој, најмалку или речиси беззначајно е дали ќе ги водат независни или партиски личности. Најголема грижа за сите треба да биде кадрите што ќе се бираат, независни или партиски, да се кадарни.